od našите najpoznatiji istoričari na umetnosta. Ličnost so moćne bogata tvorečka i plodotvorna životna biografija. To je naučen rabotnik koji si od svoj život go posvetil na naučno-istraživačko to delo v oblasta na arheologijata i istorija na umetnosta, no istovremeno i likoven umetnik, kreator i aktiven prosledovač na poletu na sovremenata makedonska likovna umetnost. Životot i deloto na profesorot Dimče Koco se identifikuva so rastežot i dostrelite na naučen i kulturen plan i vo site oblasti povrzani su istorijata na umetnosta. Vo sozdavanje to na našata kultura i umetnost, Dimče Koco učestvuva so svoj pridones kako naučnik, likoven rabotnik, muzealec, konzervator i opštestvenik. Pokraj zanimanje to su likovnata umetnost, Dimče Koco je jedan od prvite istražuvači i pokrenuvači na razvivanje to na naučnata misla kaj nas. Akcentot na negovite proučuvanja je svrten kon otkrivanje to na elementite, osobenostite, karakteristikite na arhitekturata i živopisot, koji se specifični se razlikuvat od tije nastanati vo sosednite zemlji. Pritom moćne značajno je da go odbeležime negoviot naučen interes za vremeto od 7. do 9. vek, odnosno za predklimentoviot i klimentoviot period. Другар Коцо, долго години ја проучувате македонската средновековна уметност. Кажете ни нешто за тие своји основни мотиви, поедовни цели во проучувањето на нашето средновековие. Како историчар на уметноста се најдов пред една многу сложна задача. Да се проучи историјата на македонскиот народ со она литература и при оние услови кои што беа до ослободувањето, значи да се појде по еден многу несигурен, нејасен пат. Мојата задача беше да ја откријам вистината, да се борам за неја и се разбира, за да се постигне таа цел, јас требаше да се свртам кон проучувањето на бројните македонски споменици. Почнувајќи од Климента па наваму, заради тоа што овие споменици ниту беа целосно проучени, ниту беа заклучоците во врска со тие споменици, според моите разбирања, научни. Нашите споменици се третираја од едни како грчки, од други како бугарски, од трети како српски. Ние бевме исклучени од присуството во изградувањето на нашата македонска уметност и јас се разбира направив обид да се приближам кон вистината. Сметам дека со ова моја активност од еден период од околу 35 до 40 годишна работа, нешто сум придонесол за расветлувањето на проблемот за развитокот на македонската средновековна уметност. Се наоѓаме во старата Климентова црква Свети Пантелеймон. Кажете ни нешто за незиното истражување. Проучувајќи ја литературата, се разбира и српската, и бугарската, и француската, и руската, јас дојдов до една книга многу сериозна, многу интересна, на бугарскиот учен, професор и академик Крсто Мијатев, под заглавие Кръглата црква в Преслав. Во таа сериозна студија има индиции дека Климентовата црква била блиска до Кръглата црква во Преслав, која што, како што е познато, ја подигнал бугарскиот кнез, односно цар Симеон. Меѓутоа, резултатите од проучувањата показа нешто друго. Јас ја открив Климентовата црква и таа Климентова црква нема никаква врска со Симеоновата кръгла црква. Така да не може да се каже дека постои врска помеѓу архитектурата во Македонија од Климентовото време и бугарската архитектура. За потврда на тоа можам да ви го покажам ето онај дел од оваа црква кој што е многу значаен. Повелете.
Јас би сакал да ве запознам со еден многу сериозен проблем што го има во проучувањето на оваа црква. Овај дел и овај дел, според живописот, изгледа дека е хомоген. Меѓутоа, таква архитектура не може да постои. Затоа јас бев принуден да барам решение на овој проблем. По долги проучувања успеав да констатирам дека овај дел и овај дел не се едновремено зидани, дека се тие различни што се гледа по ова фуга што се овде може да се види. Така да ова е од Климентовата црква, а ова е од една црква што е додадена кон Климентовата црква, или како што јас сметам дека е тоа од втората Климентова црква. Со други зборови, ова е Климент што го подигнал малку порано, а овај дел го подигнал пак Климент малку покасно. Но самава ова градба и овај живопис не е од времето на Климента. Тоа се само во темелите, во долниот дел. Тоа можете да го видите, повелете. Ево, овај дел е северниот дел од триконхосот. Овај триконхос е пресечен со зидањето на џамијата Султан Мохамед и се разбира, ние не можеме да го добијаме во целина во внатрешноста на црквата, затоа направив во централниот дел на триконхосот план на триконхосот. Овај план покажува дека е овај триконхос многу сложен, многу еден интересен од аспект на уметничка концепција. Меѓутоа, тој триконхос не бил доволен за да се смести гробот на Климента. Ево, овде се остатоци од мозаиците на подот, а овде е Климентовиот гроб. Овај Климентов гроб е најден тако како што е, со исклучок на ова плоча, бидејќи ова нова, оригиналната не е најдена. Гроб кој што според житието на Климента го подигнал Климент през животот со собствените раце. Така имаме еден најстар археолошки гроб, потврден со документи, гроб на еден од првите и најголемите словенски и македонски просветители. Света Софија е катедрала на Охрид и на Охридската архиепископија. Проучувањата што ги вршеа научниците со висок европски реноме, како што се професор Габриел Мије, професор Куњев и други професори од Балканскиот полуостров и надвор од Балканот, ми беа неприемчиви. Тие сметаа, Габриел Мије, например, сметаше дека сегашниот изглед на Света Софија е правиот изглед на Света Софија. Јас се сомневам во тоа и по долги проучувања констатирав дека Света Софија не е таква каква што ни се представува. Сегашниот изглед е изглед што го добила таа кога е била претворена во џамија во турскиот период, а таа има една длабока историја и го свртив вниманието заради тоа што живописот и архитектурата представуваат важен пункт во проучувањето не само на македонската средновековна уметност, ами и во проучувањето на византиската уметност воопшто. Затоа се толку и внимание посвети на проучувањата, нарочно со конзерваторските работи, кои што ги раководеше археолошкиот музеј во Скопје, па потоа Заводот за заштита на СРМ, под раководство на професорот Борис Чипан. Тие резултати
ја потврдија мојата мисла, што искажав 1953 година на Византолошкиот конгрес во Солун, дека Света Софија била трикорабна, крстообразна, куполна базилика, а не безкуполна базилика и не крстообразна, како што се мислеше до моите проучувања. Значајно место во вашите научни истражувања зазема и оваа црква во која сега се наоѓаме, тоа е Наумовата црква. Кажете ни каков беше карактерот на вашите истражувања, до какви заклучоци дојдовте и на какви све перипетии наидувавте во вашите истражувања? Познавајќи ја положбата на македонската средновековна уметност од аспект на проучувањата до ослободувањето, по ослободувањето јас си поставив за задача, освен на Климентовата, да ја проучам и Наумовата црква. 7 години вршев проучувања без да кажам некому дека ја проучувам Наумовата црква. Но Наумовата црква сите ја сметаја ова сегашнава Наумова црква за црква од времето на Наума. Тоа за мене беше една ситуација која што ми налагаше длабоки проучувања и јас 7 години тајно вршев проучувања. Зошто тајно? Заради тоа што сите научници сметаја дека е ова црква подигната од Наума, со исклучок на Габриел Ние, кој што ги сметаше куполите од 13-14 век. Резултатите од проучувањата показаа дека ова црква е од турскиот период, зидана во турскиот период, и дека таа нема никаква врска со Наумовата црква од аспект на архитектурата. Се разбира, ова црква била извонредно значајна. Не само за време на Климента, периодот на Климента, туку и до денес. Но нејзината историја беше многу темна и јас сакав да фрлам известна светлина врз историјата на ова црква, респективно врз историјата на овај споменик. Моите проучувања показаа и во науката, тоа е веќе примено, дека Климентовата црква била идентична со Наумовата или поточно Наумовата со Климентовата. Така да имаме 2-3 конкурси од времето на Климента. А сегашната Наумова црква е една црква која што го добила сегашниот изглед со дозидувања, со доградувања во турскиот период во различни епохи. Напоредно со развивањето на научната дејност во доменот на прашањата од историјата на уметноста, професорот Димче Коцо се занимава со чиста уметност. Идеите и размислите на историчарот на уметноста, на истражувачот, на ликовниот критичар се оствариле во личноста на ликовниот уметник. Ние имаме пред се една личност мощна и богата со свој духовен живот, уметник чии впрегнувања подеднакво ги респектираат ликовните дисциплини, изворниот цртеж, сликарството, скулптурата и таписеријата. Димче Коцо и припаѓа на генерацијата уметници кои ги сметаме за пионери, втемелители на основите на современата македонска уметност. Димче Коцо го познавам оште со првите мои контакти со мој позив. Бев ученик на уметничка школа, тој ми беше професор по историја на уметност, така да таа уметничка школа во тоа време како почеток беше као фамилија некој со неколку десетина ученика, малку професори, така да имавме можност да се запознаеме многу добро. Како секој ученик и ја имав некој афинитет према некои професори, према некој отпор правев. Кога станува збор за Димче Коцо, мојот професор Коцо и Лазар Личиновски ми беа луѓе кои што ми беа од моја природа. И едниот и другиот, и Лазар Личиновски и Димче Коцо, беа луѓе едноставни, беа спонтани, народски луѓе, така да беа и добри другари, не само педагози.
Ja imam mnogo dobro mišljenje za Koco kao profesor, ali on za mene možda ne toliko. Ja se sećam na jedno, rekao дека mnogo беше direktan, spontan, i na jedno od predavanja to mi vika ni dve ni tri, a vika ti si mora, si mnogo mrzliv. Дали погодил? Не погодил, вероятно не. Зашто го прашам? Вика, цело време, вика, се прозеваш. У реду. Не погоди, не погоди. После завршување на уметничка школа, ја отидов на академија, така да тој еден временски интервал од 4-5 години, од 5 години, се прекина, али тој афинитет мој кој што го има према овие двајца професори, продолжи. Мене ми беше многу стало кога завршив академија да посетувам некои ателија. Прво што ги сакав да ги посетувам, ги посетував ателието на Личиновски и ателието на Димче Коцов. Поправо, ателие Димче Коцов немаше, него работеше во една од собите, не една, од повише соби, кај што живееше, кај што се готвеше манџа, се разнесуева цртежи, скулптури правеше, у тоа време слики правеше. Реков дека одев често кај него и разговаравме многу почесто за она што го направил. Ми покажуваше некои цртежи на некоја бела чиста основа, само со една линиарни некои цртежи, кои што без уопште сенка, многу суптилно исцртани, имаше некој волумен на нив, со малко назначени исцртавање на очи, на нос, на уста, и секој пат ќе ми покаже, а види овој, не знам, изразот како му е малку архаично на средната уста и ќе искриви он устата, така да добро ги имитираше самите цртежи. После правеше и слики. Али едно е тоа што кај Димче Коцов ми остави тога впечаток, некој он се фалеше, ми се чинеше дека се фалеше, што не беше реално, да ќе праве таписерија. Тоа ми беше нереално во онаквите услови, таписеријата си бара своји нормални условија, потребно е просторија поголема, потребно е да се стави разбој за ткаење, потребно е волни, па не знам, треба да се фарбат тие нијанси на волни, така да тоа ми беше све нереално. И чак што више таа таписерија бара многу поголеми материјални издатоци од колку што тој ги примаше тој. И се изненадив кога еден ден отидов таму, чрака разбој, поставила разбој во едно сопче таму и ткае, јас се сеќам на првите негови тие таписерии што ги правеше и тоа се преко него минеше, обично се прават таписерии во светот и секаде, екипите работат, така да сам да прави таписерија, стварно е тој некој голем ентузијазам што навистина прав уметник може да има, па посебно во овие наши услови. И кога видов на крајот дека сега скоро му организира пред година дена, беше тоа Центар за култура и информации, изложба, а видов сета таа изложба што ја гледав, што вие сега ме прашате како печаток имав тогај, навистина тоа беше многу голема уметност. Али ова сака да го кажам што е многу карактеристично за Коцо. Ја луѓето ги делам на луѓе од земја и од пластика. Димче Коцо е човек кој што е од земја, од никаква, од природа и многу природен однос има и према луѓето, многу добар другар е и затоа и голем уметник. Другар Коцо, вие сте историчар на уметноста, но истовремено и уметник и припаѓате на најстарата генерација на македонските ликовни уметници. Кажете ни нешто за вашите почетоци. Уште како дете во Охрид, каде што сум роден, јас бев залюбен во нашите фрески, односно во уметноста. Охрид го посетуваа и го посетуваат бројни уметници. Јас секогаш стоев зад нив, наблюдував што сликаат и потоа одев сам да сликам. И така до денес. Ако некој човек
може да се каже дека е залюбен во нешто, тоа сметам дека уметниците се залюбени во своето творештво. Нарочно во мојот живот пресвртница значеше средбата со Љубомир Ивановиќ, со тој голем српски сликар, кој што го запознав кога бев дете, босоного дете, враќајќи се еден ден од Фурна, со леп наглава, видов како слика еден човек како јас, како црта, како што велевне во Охрид. И застанав зад него. Зашто ме гледаш, мали? Ми постави прашање. Јас цртам како ти, му одговорив. Види, богати, могу ли да видим твоje слики? Можете, ето ту близо стануја. И така тој дојде и ме окуражи, и неговото храбрење за мене значеше импулс, и јас од тогаш до денеска работам на сликарството. Сум се обидел како скулптор, како цртач, како сликар, во последно време како уметник, сликар, таписерист. Многу често ја применувате таписеријата. Кажете ни, што ве привлекува кон оваа дисциплина? И јас сум живеел во Панданас Мала, недалеку од црквата Свети Климент и Пантелеймон и сегаше Свети Климент, Перивлептос. Во близината на мојата куќа ткаеја жени, ткаеше и мајка ми, ткаеше и баба Василка. Често пати јас одев да ги гледам како ткаат, а нарочно кај баба Василка, која што беше многу стара и ме држеше да спијам кај неја, бидејќи беше болна, па ако умре да ја викнам тетка Славка, за да кажам дека баба Василка умрела. Тоа што го правеше таа, тие пилина, тие ора, тие орнаменти за мене значеја некакво возбудување и јас на герамитка се обидував тоа да го избедам, сноев на герамитки како сите деца мали и би рекол дека е тоа мојата прва учителка. Дали таписеријата ви овозможува да изразите нешто посебно што во другите дисциплини не можете, ликовни? Видите, јас сум залюбен во Охрид, иако не живеам во Охрид. Сметам дека сите се залюбени во мојот роден град, во синото Охридско езеро, во кристалното сино небо, но сум залюбен и во носиите на македонскиот народ, во носиите на Горно и Долно Лакочереј, во носиите на Пелагонија, на Мариово, на Скопска Црна Гора, на Тетовско. Јас во тие носи и наоѓам таква инспирација и такво поврзување со нашата средновековна уметност, што ми се чини дека сум тогаш целосно изразен, кога јас научник Димче Коцо се поврзувам со уметник Димче Коцо, кога нашата средновековна уметност ја здружувам со творештвото на македонскиот народ, изразено се разбира на современ јазик, бидејќи јас сум современ уметник. И јас сакам да направам македонска таписерија. Ќе бидам задоволен ако историјата и критиката ги потврди овие мои барања. Веќе од првата година по ослободувањето, професорот Димче Коцо се ангажира со една многустрана активност на универзитетот, пред се со основањето на Филозофскиот факултет, чиј што основоположник е тој заедно со малубројни други тогаш наставници. Негова особена заслуга е настојувањето и грижата околу основањето и организирањето на групата за историја на уметноста. И токму во овој момент е потребно да се потврди и да се повтори дека на професорот Димче Коцо му припаѓа заслугата и благодарноста за обучувањето и за формирањето на голем број речиси на сите историчари на уметност во Македонија, од кои денес поголемиот број се професори на универзитетот, научни советници, доктори на науките, директори на галерии и музеи. Напоредум со оваа интензивна работа на универзитетот,
професор Димче Коцо се ангажира многу со широката, со многустраната и многовидната форма на музеолошкото дело и тој е еден од првите основачи на првиот Македонски народен музеј, од кој што израсна археолошкиот и етнолошкиот музеј. Долга низа години потоа професор Димче Коцо не само што ги раководеше сите активности на археолошкиот музеј, туку беше иницијатор на неговата целокупна, на неговата сестрана научна, истражувачка и кадровска активност и дејност. И во овие своји настојувања професорот Коцо постигна особено значајни и видни резултати. Приказот на неговата музејска активност, музеолошка активност не би била потполна, ако не го свртиме вниманието и врз неговата активност, врз неговото делување на основањето на научни списанија и едиции. Тој е основач иницијатор на списанијата Гласник на музејското друштво и Годишниот зборник на археолошкиот музеј, во кои и денес уште се печатат врвни научни трудови од областа на историја на уметноста и археологијата. За сиот овој период, 30 години, професорот Димче Коцо апсолутно не изгуби од предвид и главната грижа, како најзначаен, најстар и најголем историчар на уметноста, да ја движи научната мисла и со научните трудови и публикации да придонесува за збогатување на историјата на уметноста кај нас. Ценејќи ја плодната научна дејност на професорот Димче Коцо, имајќи ги предвид неговите придонеси во афирмирањето на научното дело во Македонија и надвор од неа, тој е избран за дописен член на Археолошкиот институт во Франкфурт на Мајна 1955 година и доктор хонорис кауза на Универзитетот во Безансон. Од 1969 година Димче Коцо е избран за дописен, а сега редовен член на Македонската академија на науките и уметностите. Неговата научно-истражувачка дејност добива и соодветно општествени признанија. Наградата на владата на Македонија за објавениот труд Свети Пантелеймон и раскопките при имаретот во Охрид. Републичката награда 11 октомври за монографскиот труд Манастир, како и Републичката награда за животно дело. Знам дека наскоро заминувате во пензија, меѓутоа тоа сигурно не е крај на вашата активност. Се разбира, одење во пензија за научник значи само одделување од катедрата, од студентите. Работата за научникот, како и за уметникот, за творецот, продолжува се донде, додека физичките и духовни можности тоа го позволува. И јас се разбира ќе продолжам да работам. Ова година мислам да продолжам да работам со моите соработници на проучувањата на црквата на 15 струмички тивериополски маченици, која што е започната пред 2-3 години и кои проучувања се започнати пред 2-3 години и кои секако ќе продолжат и натаму. А тоа не значи дека тука ќе го завршам својот животен пат.